Почнете од почеток со Бони Сала. Тајната на дизајнирање значаен живот. Но едно правам. Го заборавам оно што е зад мене, а се стремам кон оно што е пред мене. Трчам кон целта, кон наградата за горното признание од Бог во Исус Христос. Филипјаните, 3 глава, 13 и 14 стих. Без оглед каде живееш во светот, веројатно сакаш да имаш подобар живот, да бидеш подобра верзија на себе си. Затоа глобалниот пазар за личен развој вреди над 13 милиарди долари годишно. Бог многу придонесе на таа тема пред илјадници години во Библијата, инспирирајќи човек по име Павле да ја резимира формулата. Тој напиша: "Но едно правам, го заборавам оно што е зад мене, а се стремам кон оно што е пред мене. Трчам кон целта, кон наградата на горното признание од Бога во Исус Христос." Филипјаните, 3 глава, 13 и 14 стих. Во 3 зборови еве ја неговата тајна: концентрација, заборавање и очекување. Прво концентрацијата. Оваа една работа Исус рече: никој не може да им служи на два господара, зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби, или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Матеј, 6 глава, 24 стих. Тогаш Павле го спомнува заборавањето на оно што е зад мене. Мудро заборавање на минатото. Заборави на твоите неуспеси, само те повредуваат. Заборави на твоите победи, тие се минато. Заборави на твоите загуби, тие ќе те осакатат. Исусов следбеник, таа иднина е неверојатна. Концентрирај се на она што Бог го има за тебе во иднината. Павле сликовито го прикажа тоа кога напиша дека се стреми кон она што е пред него. Тој се служеше со сликите од тоа време, споредувајќи го животот со трка и светот со огромна арена, каде атлетичарите се надпреваруваат за награда. Не помислуваа да се вратат назад. Концентрација, заборавање и очекување. Трикратна тајна на обликување на животот со значење. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.